со перформанси на уметници од соседните Грција, Бугарија и Србија од 7 до 9 јуни на малата сцена на Македонскиот народен театар ќе се одржи 11-тото издание на Интернационалниот фестивал на пантомима и физички театар Памфис. Во пресред на случувањата кои нудат една поинаква визија за светот околу нас, идејниот творец, актерот и еден од малкуте македонски пантомимичари Трајче Ѓорџиев со свое видување на годинешната манифестација. Се зависи од финансиските средства. Може некој ќе каже дека не може да се направи фестивал или било каков настан со малку пари, тоа не е точно. Значи, како што кажав, се зависи од финансиските средства. Нашите финансиски средства оваа година се уште помали. И пред можеби година или две јас реков дека се подпираме на нашите стари пријателства и на стари пријатели, на уметници кои што нешто значат во нивните земји. Можеби не се од светски калибар, бидејќи за да имаме гости од светски калибар потребни се, како што кажа, финансии. Но како и да е, нашите пријатели оваа година ни удостоија со своето присуство. Еден од нив е Александар Илиев, кој што неколку пати се појава на овој фестивал, оваа година со Ритуален театар, ќе го видиме во едно ново издание. Александар Илиев е светски познат пантомимичар, професор, антрополог и така натаму и така натаму. И оваа представа што ќе ја видиме на фестивалот втората вечер е фактички премиерата беше во Питсбург, ако не се лажам, на универзитетот. Тој таму држеше предавања на студентите по актерска игра и направи представа која што се вика Симург, која е базирана на ритуален театар и на персиска музика. Покрај Сашо Илиев ќе го видиме неговиот студент, кој што само што заврши на Националната академија за театар и филм во Софија. Тоа е Филип Дончев, кој што е еден од најголемите надежи на бугарската пантомима. Така што ми се чини дека ќе имаме како фестивал и чест да го видиме по неговиот настап во Белград, да го видиме и кај нас во Скопје со неговата представа Кругот на животот. За наша радост, нели, како што јас спомнав последната представа, ни доаѓа и една прекрасна гостинка од Грција, таа ќе игра на отварањето на фестивалот, тоа е Емануела Капокаки, која што долги години се занимава со куклениот театар и таа театарска група која што се вика Празеина Лога имаат свој театар кој што со години наред се занимава со оваков вид на театар. Низ цела Грција работат и во странство. Тоа е представата Снешкото што не сакаше да се стопи, една топла представа која што носи една топла порака за децата па и за повозрастните. Тоа ќе имаме можност да го видиме на отварањето на фестивалот. За крај ни доаѓа гостинот од Србија, од Белград, тоа е Марко Нектан, кој што е еден од ретките бута артисти на балканските подрачја. Па неговото гостување со представата Мандрагора ќе го искористиме и за да направиме дводневна работилница, која што ќе се одвива во почетокот на 7 и 8 јули, значи. Веќе се пријавија многу учесници на оваа работилница. Јас лично бев скептичен дека ќе имаме учесници, меѓутоа за големо чудо, мислам дека учесниците бројката на учесници е некаде повеќе од 15. Ние правиме нешто кое што не идува на зид. За се треба време. Јас и некои мои колеги сме пионери во оваа област. Значи, можеби не треба да поминат уште 100 години за да на некој начин ја охрабриме или воздигнеме македонската театарска публика, но, како што кажав, за се е потребно време, а ние сме на почетокот. И мислам дека и оваа работилница што ја спомнав и работилниците што ги одржувавме години наназад на овој фестивал и самите артисти и представи кои што доаѓаа на фестивалот се дел од тој, како да кажам, простор, време кој што мора да помине, детските болести мора да се прележат. За жал, финансиите, како што кажав, се мали, но се надевам дека во иднина сето тоа ќе си дојде на свое место и дека оваа власт или некоја идна власт
ќе почне да ги препознава придобивките или значењето на овој вид на уметност, така што мисли че овој фестивал од сега па натаму може да оди само напред, никако назад. Но и да нема пари, овој фестивал